Добар ден, дечки. Како сте? Одма да ви ги прикажам задачите што ќе ги решаваме денес. Вака. Добар ден. Добар ден. Имаме уште 5 минути. Дали имате нешто да прашате? Додека дојди времето? Наставниче, Повели? за домашната, која ќе ја пратите како на... Како ме на тиот пат не стасав, денеска да завршим ќе ја пратам. Не стасав, вчера имав образ. Наставниче, Молам, Душо? денеска ќе имаме кахут. Не, Душо, нема да имаме кахут. Денеска и утре да завршиме со мерење, за понеделник ќе видиме што ќе правиме. Значи не е лошо да проверите се што имавме учено од ова темата што е мерење, затоа што понеделник можем да повторуваме, дали преку задачи, дали преку квиз, дали преку кахут, ќе видиме понеделник. Значи, тоа ќе биде за понеделник на часот. И уште еднаш да повторам за сите мои ученици, особено учениците од 605, тие што ја немаат пополнето изјавата, поднаитно да ја пополнат. Вчера ви кажував како слободно поскористете истата постапка за да го направите тоа. Тие што не ја пополнија, тие што ја пополнија вака или онака што ми ја пратија во ред. А тие што немаат пополнето, задолжително да ја пополнат. Наставниче, Молам? се извинувам бидејќи вчера не бев на час. И ако би дошол? Еве денес имате една задача, гледајте, разгледајте ја. Денеска повторно со кревање на рак. Да, исто како вчера, исто разгледајте задачата што ви ја прикажана тука и ќе видиме како ќе решаваме. Исто како вчера. Исто како некни вчера, може и не беше баш така, ама пожелно да е така. Дали го гледате тоа што ви го споделив? Да. Ред. Во
да немам кеш. Продолжим. Мислам, че немате повеќе споделено. Сега? Не, немате уште. Во ред. Пробував нешто телефон да ви покажам, Добар ама ден. не може. Добар ден. Значи на некој што ми пратија домашна, јас му одговорив, нека си проверат, некои има грешки. Најчесто грешките се однесуваат на тоа што пресметуваа плоштина, мислам тоа не е грешно решена задачата, ама пресметуваа плоштина на триаголник на начин како што ние не учиме. Тоа покажува дека некој друг ја решавал задачата отколку ученикот, затоа што такво нешто јас немам кажано. Значи тоа што сте го користиле вие, ќе го користиме в година. Значи, ние плоштина на триаголник, тоест јас ви кажував како половина од плоштина на правоаголник, а не по формула за плоштина на триаголник. Таквата формула ќе учиме дури в година. Значи, ако во задачата ви се бара да определите плоштина на триаголник, тоа значи дека вие треба да го направите правоаголникот, па потоа да пресметувате плоштина. Затоа сите што ја пратија домашната, во која што така беше решена задачата, по формула за плоштина на триаголник, не ги добија поените за таа задача. Затоа што е решија на начин како што ние не учевме. Да, не значи дека не е точна задачата. Задачата е точна, но е решена на начин на кој што ние не учиме. Тоа покажува дека некој друг... Молам? Само црна снимка се гледа. И па значи имаш проблем нешто, најверојатно само кај тебе е сликата така. Не, там не снима интернет. Ама добро, кај другите е црна сликата или само кај Барбара? Вие гледате дечки другите? Да. Значи одлично. Наставниче, гледаме, ама вие сте курс зборувањето. Сега ќе видам што е работата, да не лаптопот не е лаптопот пуштен на струја. Сега ќе опуштам да не биде на батерија. Можно да е тоа проблемот. А можно е да е до интернетот. Интернетов на крајот од месецот е катастрофа. Сега ќе пробам да се префалам и почнуваме со часот. Че може да се исклучи врската. Еве го сега се е во ред. Би требало да е во ред. Ако има некаков проблем, слободно ќе ми кажете. Во ред? Ајде, ака да си почнеме денешната работа. Задачата што ја гледате тука. Вика, да се определи плоштината на формата со помош на одземање на плоштини на правоаголници. Исто како што ја правевме минатиот пат, значи не минатиот, предминатиот пат, штом вика со одземање. Тоа значи дека прво... Не, како ќе решават задачи? А да, што правиме секој час уствари, ние. Ајде да видам како се пријавените, каде имаме по, деја не беше тука, проверувам се колку сте и приклучени, 30 и колку, и 5 се приклучени, што всушност е многу малку. Ајде вака, ајде да видиме со Деја, па после имаме наредна Елена, па после одиме со ред. Значи, наредното Елена, ќе одиме еден по еден. Наставниче, Повели?
Како се мисли со земање? Па еве сега ќе видиме, зато не беше ти некни, затоа може имаш проблем. Вака сега. Елена, вака со ред одиме сега. Елена, слушаш? Ајде сега, значи да ја објасниме на Деја како тоа беше со одземање. Не знам дали ќе дојде квадрат или ќе дојде нешто друго вака. Значи, ја дополнуваме така што, еве вака овдека, доцртуваме еден правоаголник и овдека доцртуваме, сега ќе видиме квадрат или правоаголник што е. Сега, почетното ќе го обојам јас жолто, за да се разликува подобро. Нема да биде прецизно обојано, ама ќе се знае што е што. Сега, Елена, ќе кажеш како да ги обојам овие дополнатите. Ајде едно сино, едно црвено. Значи, синото е првиот дополнет правоаголник, а црвениот ќе биде другиот. Квадрат, личи поќе на квадрат, ама ќе видиме. Сега. Значи, молам душо? Мислам дека знам, ама не сум сигурна. Па добро, ајде да Елена нека кажи ти наредната после. Вака сега. Елена, значи рековме дека штом пишува во задачата со одземање, овдека, треба да дополниме. Така? Со 5 ја означам жолтото, тоа што треба да го најдеме. Со P1 ќе го означиме синото, а со P2 тоа другото дополнетото. Ајде кажи ми како ќе определиме, како постапуваме сега. Вака, се слушни. Одиме првин да пресметаме, првин да напишеме формулата, како ќе ја пресметаме плоштината на целото, ова што го доцртавме, значи ќе ги напишеме буквите. Вака, А, Б, С, Д е целото што го доби со доцртување. Значи, плоштината на целото ќе биде P1 плюс P плюс P2 и P на целата форма. Плоштината на целата форма е всушност на четириаголникот А, Б, С, Д. Така? Ајде сега да одиме се делчињата. Како ќе најдеме колку е P1? Добро, оваја? Добро? Значи плоштината P1 е 8 cm какви? Добро, се разбира квадрат. Добро. Ајде сега како ќе најдеме колку е P2? Добро, значи тоа е оваја овдека. Значи сега треба да најдеме зошто ова е овдека 3. Ама не само што е троа повисоко, туку гледај. Овие 2 и овие 4, колку прават? Така, значи бидејќи ова е 3, останува овдека да е 3 cm. Значи P2 е точно квадрат, че ова е квадрат, значи е 3 по 3 е 9 cm квадратни. Значи сега, како ќе најдеме колку е плоштината на целата форма? Значи на А, Б, С, Д.
Ајде вака, да видиме каква фигура е А, Б, С, Д. Тој што го доцртавме целиот. Добро, значи ја веќе пишам јас правоаголник. Кои се неговите димензии? Која страна е 6 см? Која е вертикална, има имиња тие две страни? Така, БЦ исто што и АД, рече тие дека се 6 см, а хоризонталните, значи АБ и ДЦ колку се? Зошто се 7 см? Значи вака, оваа е 2, и оваа е 2, 4, и оваа е 3, 7, добро. Значи, колку е плоштината на ABCD? Одлично. Сега, вака добиените вредности за P1, за P2 и за ова P ги заменуваме во почетната формула. И што ќе добиеме? Заменуваме P1 колку беше? 8. Не мора мерните единици, оти сите се исти. P треба да го најдеме. Плюс P2 добивме дека е 9. И за целата фигура добивме 42. Како ќе најдеме колку е P? Значи од 42 ќе ги одземиме 8 плюс 9. И ќе добиеме колку? Што 25? Готово. Дали ви јасно? Да. Не сум ниче мислам дека може и поинаку. Да, може и поинаку. Сега тој ќе прашав, како би било поинаку е? Може, мислам дека... Кај долната двојка да направи мало квадратче. Како квадратче, слично. Ама чекај, да ја делиш или како? Пак со одземање да биде? Да, пак со одземање. Ајде да видиме, баш ме интересира. Чекај сега да ја копирам уште еднаш оваа слика. Значи, Ама не, зборувам со одземање. Вака, почекајте. Зборувам со одземање да биде. Веќе ја копирам уште еднаш. Вака, ќе ја копирам само сликава и ме интересира како Стефан може поинаку, ама баш ме интересира да видиме како ќе го направи тоа за соодземање да реши. Ќе го направам големо. И ај сега слушам, Стефан. Каде што се два само едно по друго, таа е долната. Овие две, ова и ова. Да, ето до ушо е. Ова овдека? Да. Шо тоа? Второто. Не. Второто? Точно измеѓу. Добро, готово. Ова, значи ќе го избришам. Ова. Шо тоа? Да го направиме како правоаголник. Додолу? Ова сето. Значи вака да биде правоаголникот. За вака мислиш? Не. Или вака да биде? Мислам како... Или мислиш? Не сум ничи поинаку. Па вака, ајде нацртај го на тетрадка и прати го како слика, па ќе видиме. Сега. Нацртај го и прати го како слика, ќе видиме. Ние останатите ќе продолжиме понатаму и ќе се вратиме Стефан кој ќе ни ја прати сликата. Некој друг рече поинаку, ама со одземање зборувам. Оти, ако ја решаваме со собирање, внимавајте сега, тоа ќе биде многу и незгодно со собирање, затоа што ако почнете да правите со собирање, ќе треба овдека да поделите, Треба 3 плоштини да се... или вака, ама овека не ви препорачувам вака, овдека да делите, затоа што треба ова да ја најдите колку е страната,
Туку таа имате 3, значи може вака, ама може и вака да го направите. Овдека вака да го делите, па да добиете 3 плоштини. Чи како сакате може. Значи може на овој начин што е со црвено, или ова што е сега вака, значи со друга формула. Дали ви јасно? Со друг. Значи вертикално или хоризонтално. Можете и хоризонтално пак. Можете, например, вака да направите. Еве голем правоаголник. Еве уште еден. Збирате, еве ви 2, ова е 3, значи ова е 1 сантиметар, ова е 2, а ова горе е 7, или ќе ова 2, а ова е 5, па ги имате пак правоаголници. Значи може како сакате, може да комбинирате. Ајде се одиме на втората задача. Стефан дали ми ја прати задачата? Еве ја пратил. А да, ама тоа е многу незгодно. Сега ќе ви нацртам Стефан што прати. Ево ќе го избришиме. Идејата на Стефан е вака. Овдека да се нацрта. Еве вака. Еве вака. И за пак е со одземање, мислејќи дека ова делче треба да се одземе. Оти... Да. Ама тогаш пак треба да пресметуваш ти, тогаш ова треба да го најдиш овдека. Тогаш ти е поделена формата, разбираш? Е многу комплицирано така. Да. Ова, па да ја најдиш Да, целата, па да ги собериш, значи имаш и собирање и одземање. А предходно, како што решивме, има само одземање. Разбираш? Да, лесно и првото. Не, може и вака, значи не е проблем. Ајде се одиме на втората задача, еве овдека. Спремна? Еве вака сега. Значи сега имаме еден куп раце, не знаеме од кај да почнеме, ама еве ќе почнеме со ред. Деја беше? Задачата сега е следна. Може да ја прочиташ, Деја? Да. Ајде. Дадениот правоаголник е поделен на 3 триаголници. Два правоаголници разнострани и еден остроаголен рамнокръг. Пресметај ги плоштините на 3 триаголници. Значи еве вака, јас сега ќе ги обојам едниот триаголник, еве го овдека. Еве го вака, убаво ќе го обојме. Тоа е едниот разностран правоаголник. Значи ќе земеме друга боја. Да. Значи јас додека бојам овдека, а размислете, ни се бараат плоштините на триаголниците. Сега ќе ве видам кој мислел со собствена глава, кој му ја пишувал домашната некој друг. Внимавајте, кога ќе пресметуваме плоштина на овие триаголници. Нема да користиме формула за плоштина на триаголник, туку ќе ја користиме идејата за плоштина на триаголник како половина од правоаголник. И уште едниот, еве ќе го направам црвена боја да биде. Опа, излегов надвор. И сега треба да ги најдеме плоштините на овие трите триаголници. На кого му е тешко толку? Еве, вака ги обоив јас. Таман вие да размислите. И сега да ги значиме внатре. Ова е P1. И сменам боите да биде подобро. Опа. Значи, еве е бојата P1. Еве го овдека ќе биде P2. И овдека ќе биде P3. Треба да ги најдеме плоштините на овие три триаголници. Ќе се потрудам. И па ајде први заедниот. Значи вака, не беше ти минатиот час, чекај вака. Ајде, да видиме некој што беше. Мислам дека знам на Ајде да слушниме. Ајде. Прво ќе ги обележиме страните и од другите страни, дека од спротивната страна каде што е обележано 12 см, ќе напишеме повторно 12 см, од спротивната ќе напишеме 9 см. Добро, тоа е прво. После? Ајде вака, чекај 2 секунди. Вака, ајде да видиме. Има 3 триаголници. Ајде да видиме
Јас кажав, ама сега видам дали слушав. Имаме два правоаголни разнострани. Кои се тие правоаголни разнострани овде? Како? Кај P1 и P2. Значи P1 и P2. Еве ќе пишам правоаголен разностран. Исто и вам. Ете така. Ги напишавме, значи тие прават правоаголни. Еве и темиња ќе напишам. А, Б, С, Д, Максим, многу си убава, Златана, ама можеш камерата да исклучиш. Те видовме сите. Значи, Добро дека ми е опуштена. добро. Та може и намерно беше пуштена, мајде. И сега, Ајде како? Ова е Д овдека, пази. Внатре е Д. добро. Ајде. Како? Значи вака, ги знаеме, знаеме на сите по една страна. За да најдеме на правоаголните разнострани триаголници, страната меѓу А, Б, кои се страните тие двете? Значи, ова е, сакаш да кажеш, ова е овдека? Да, и таа друга. И како ќе најдеме таа? Тие двата се исти, бидејќи се исти 9 делено на 2. А зошто се исти? Тоа е многу битно. Зошто се тие исти? Зошто мислиш дека се тие исти? Бидејќи двата се правоаголни разнострани триаголници Не би рекол, дали некој знае зошто АД е исто што и ДБ? Ево, од сите што слушате тука, дали некој има идеја зошто е тоа така? На цртежот се гледа дека се исти, ама зошто е тоа така? Може да биде грешно напишано, ама со истиот цртеж. Дали има некој идеја? Квадрат. Не е квадрат, не е квадрат. 12,9 е правоаголник, значи Да. А, Б, С, Д, еве ќе пишам. А, Б, С, Д е правоаголник. Значи не е тоа. Некој друг? Бидејќи тие се точки на една страна. Не. Некој друг? Чека еден по еден, Елена, да ја слушнеме најтивка ние таа. Ај повели, Елена. А што значеше тоа кој е рамнокръг? Кои се тие? Двете. краците. Ма чекајте бре дечки. Полека, кои се истите страни? Елена. Чекај, овдека грешно има напишано А, Б, С, Д. Ова точкава не е Д, туку е Е. Еве да земам боја да ја преправам. Ова ја е, опа, ја избришав наместо да ја поправам. Оваа точката е Е. Кои се краци на овој триаголник? Добро, тоа знаеме, ама тоа не е толку битно. Друг дел е многу битен. Зошто А, Е и Е, Б се исти? Ако знаеме дека тој триаголник од Петри е рамнокръг. Имаше својство кај рамнокръг триаголник, поврзано со основата. Значи вака, тоа е вака нацртано. Ако ја нацртаме оваа одсечка од озгора, што ќе биде паралелна со страните на квадратот, и оваа точка да ја означиме со F, овдека. Оваа ќе биде 12 cm долга, и оваа одсечка EF, како се вика, дали знае некој за тој триаголник? EF, како се вика за триаголникот DCE? Оскана симетрија. Добро, оскана симетрија, еве ќе пишам. Оскана симетрија. Висина на триаголник. Те така, ова е висина на триаголникот DCE. И кога ги учевме својствата, пишавме дека висината
ја дели, значи запишете си како правило да знаете, напишано ни, ама сте го заборавиле. Еве и јас ќе пишувам. Значи висината во било кој рамнокраг триаголник ја дели основата на два еднакви делови. И уште во заградим уште едно својство. Тоа значи дека ова е одсечка овдека и ова е одсечка е иста. Тоа значи DF одсечката е иста подолжина со CF. Ама има уште едно многу важно својство. Ова е како прво. Мислам дека знам наставник. Кој е душото? За резултатот колку е. Добро, резултатот ќе го видиме после. Сега кој е второто својство, дали го знаеш? Што го прави висината? Не. Ете, и тоа ви е кажано, само ете зашто е битно геометријата да знаете многу правила. Пишете, висината во било кој рамнокраг триаголник го дели аголот при врвот на два еднакви агли. Значи, ова агол при врвот се мисли, еве го, аголот при врвот, се мисли на аголот од каде што почнува висината. Во нашиот случај тоа е овој агол, еве сега ќе ви го нацртам. Аголов 1 со овој агол овдека 2 се исти. Значи агол 1 е ист со агол 2. Сега. Ни треба плоштината на жолтиот триаголник P1. Се враќам на цртањето. Мислам дека знам. Чекај да видиме деа. Како ќе биде? 9 делено на 2. Вака, чекај се. Не. Значи, нема да го бараме како 9... Добро, 9 делено на 2, што ќе добиеш? Ајде, може, да напишеме. 9 делено на 2 е еднакво на 4,5, односно ќе добијам страната АЕ. Добро, или страната DF. Овдека долу. Да. Добро. И потоа за да ја плоштина. Значи, не зборуваме плоштина на разлог. Јас наставниче. Ајде сега слушни деа после. Како ќе радиме плоштината на жолтиот триаголник P1? 4,5 по 12. Добро, што пресметуваме тогаш? Ај вака ќе пишам. P1, чекај. P1, од едниот триаголник и Вака, ајде вака. триаголник. Чекај, вака ќе напишеме. Значи P1, викаш дека е 4,5 по колку? Ај се вратам По го. 12. На тој начин што добиваш? Полата од едниот триаголник и Вака, цел на овој триаголник, начин, плоштина. слушај, на овој начин добиваш плоштина на целиот правоаголник. И ова го делиш на пола. Затоа што 4,5 по 12, всушност, овдека ќе напишам, е плоштина на кој правоаголник? Еве ќе се вратам горе. На А, Е, Ф, Д. На А, Ф, одам горе, А, ствари, А, Е, Ф, Д. А, Е, Ф, Д. Дали ви јасно што пресметуваме? Значи ја барате плоштината на целиот и потоа го делите на половина. Да, е 27. Еве вака се. Значи, за сите што сакаат да работат во OneNote, особено Стефанија, која што прекрасно го направи, тој имаше мала грешка, ама супер и беше, имате Дигитрон. 4.5 по 12, ова ќе го пишеме во заграда, како што е напишано тука,
Еве вака. И на крајот делено или коса црта 2. Пишиме еднакво и требало да го добиеме решението, ама не знам зошто. Обратно требаше делењето, може? Ајде вака. Први производот да го најдеме. Не го напишав го пишувам на кирилица затоа. 4. После ќе пресметавме 5 пати. Ама ајде да го искористиме тоа што ни е дадено. 4.5 по 12. Еве го 54. Значи 54. Сега ќе го делиме 54 со колку требаше? Со 2. Со 2. И ќе добиеме, еве не може. Значи 54 ќе го делиме со 2. 27. Значи внимајте, имате калкулатор во OneNote, затоа сакав да ви покажам, не дека нешто е. Значи 27 сантиметри квадрат. Сега деја, како ќе пресметаме 5-2? 5 насумниче 5-2 не е еднаков на 5. Па е еднаков, затоа што е добиен од ист правоаголник. Така. Да. Значи ќе добиеме 5-2 еднаков со 5-1, значи... На 5 и тоа е еднакво на 27. Ај сега да видиме. Тамниче, Молам? да, јас мислам дека 55 го прават големиот триаголник. Па да, бре душо, сега не сегасна е на тој дел. Сега ќе одиме. Треба да најдеме сега колку е 5-3. 27 по 2. Значи, некој сега спомна, видете се што е штосот. Нели, плоштината на P1 беше половина од целиот. Ако го додадам ова овдека P1, ќе го добием целиот правоаголник. Ако овдека го додадам P2, ја добивам другата половина. Значи, P3 уствари колку е големо? 27 сантиметри по 2. Така, значи P3 е P1 плюс P2. Значи, тоа е 27 плюс 27 или 54 сантиметри квадрат. Или како може поинаку, ако не ви текни дека исто. P3 ќе биде половина од целиот правоаголник. Значи 9 по 12 ќе биде целиот 9, еве. По 12 наполу. Ајде да видиме 9 по 12 колку? 108 наполу 54. Еве го истото. Значи забележувате 5-3, значи црвениот триаголник, всушност е половина од правоаголникот што ќе го направите со тој триаголник. Дали ви јасно? Значи на тој начин ги добивме трите плоштини. Едната е 27 и другата е 27, а третата еве на два начини е 54. Дали ви јасно? А в година ќе учиме формула која што е страната по висината врз 2, ама повторувам, ова ќе го учиме в година. Еве се одиме на трета задача. Таа не ми е копирано, ти ги има неколку. Ево дека до 13 ќе ги копирам, до 12 и ќе ги решаваме тие. Еве ги. Повели? Треба да спуштам раката или уште една? Можеш да ја спуштиш, готово. Кој што помина, помина, Елена си ја заборави. Е вака сега. Одиме со ред сега, тој што не каже воопшто ништо, а е пријавен, значи... Ау, Милош, знаеш да зборуваш ти, бе, Златен? Прв пат те гледам тука. Може да зборуваш? Да те слушнам барем. Од одамна те немам слушнат. Сега Софија ќе ни зборува. Може, Софи? Може. Ајде. Девета задача. За тебе девета задача.
Прочитаја први ни решаваме. Пресметаја површината на квадрат со периметар 32 см. Значи, прво еве да ти помогнам, секогаш во ваквите задачи, ќе си нацртаме квадрат. Што знаеме за квадратот? Значи, еве ќе запишуваш. Секогаш така се решаваат. Неговиот периметар 32 см. Значи, бидејќи, одиме со ред. Задачите во геометрија, во текстот на задачата е половина решение. Значи, треба да пресметаш плоштина. Таа не ја знаеш. Значи, плоштината ти е прашалник. Друго што знаеш од текстот? Дека се работи за квадрат. Што знаеш за квадрат? Има периметар од 32 см. Да, друго квадратот, сите негови страни, Еднак. така. И ако периметарот е 32, Значи делиме со 4. а зошто делиме со 4? За да знаеме колку е неговата страна. А зошто тоа го правиме? Да пуштата да најдеме плоштина. Ама не, зошто 32 го делиме со 4 ме интересира. Со 4 страни. Те така е, па тоа сакам да ви го кажеш. Формулата за периметар како е? За периметар А по 4. Или 4 по А. И сега, горната формула ја заменуваш долу, ќе добиеме дека 32 е 4 по А, и сега доаѓа тоа што го кажуваш ти, дека 32 ќе го делиме со 4, ќе е 8. Значи, страната А е 8 центиметри, а плоштината како ќе биде? 8 по 8. Зошто? Затоа што за да пресмета плоштината треба се помножи А. Така, оти се работи за квадрат во кој што страните се исти. Тоа е 8 по 8, а тоа е колку? 64. Благодариме многу. Квадрат. Благодариме. Значи, А по А, плоштината е 64 центиметри квадратни. Благодариме. Стефанија, слушнав денес. Михел дали сака да зборни нешто? Оди гледам јавене. Мицески. Не Вилјановски, Мицески. Или тој го пробува само опцијата, ако не Вилјановски, ако сака. После нека се спреми Матеја. Михел, можеш? За тебе ни е 10-та. Прочита 10-та задача, па ќе ја решаваме. Ега ќе ја копирам незе додека ја читаш ти само. Еве 10-та задача. Само 10-та ќе ја пуштам тука. Еве. Прочита. Метра на квадрат со плошина 151 см квадрат. Значи вака сега. Кога ќе имате вакви задачи, секогаш, без исклучок, прочитајте задачата и запишете што ви се бара и што е дадено. Што ти се бара во задачата? Во задачата се бара да пресметаме плоштина на квадрат. Ма гледај сега, гледај што ти вика. Пресметај периметар. Значи, треба да пресметаш. Периметар на квадрат. Така, затоа се чита. Ете така, вака слушај, полека не брзај. Вака брза ти на училиште. Периметарот ви се бара. На шо периметар? На квадрат. На квадрат. Со плоштина. Значи, вие знаете колку е плоштината на квадратот. Сега, во задачите од геометрија, треба одма да расчистиме што знаеш за овој квадрат. Како изгледа таа фигура и кои се незините карактеристики. Еве ќе ја нацртам. Требаше вака грешка. Ајде, кој е својството на квадрат што е најважно? Својството на квадратот што е најважно Кој е? страните. Кој е? Што е со страните толку важно? Ево го квадратот го нацртав. Што е најважно за квадратот? Најважно за квадратот
Преđеска го имавме. А бидејќи треба да најдеме периметар, значи е поврзано со шо? Со Страните. Па со страните, бе, дечки, со страните. Квадратот е четириаголник на кој сите На кои сите страни му се страни исти. му се исти. Сега, бидејќи знаете плоштината, а плоштината на овој квадрат, Михел да го се пресметува. тој е еднакво на Како е на правоаголник? правоаголник е 2 по Ама тоа е за периметар не ни треба, сега ни треба плоштина. Како е плоштина? Должина по ширина. Должина по ширина. Значи тоа е основната дефиниција за плоштина. Колку е должината кај квадратот? должината кај квадратот е 121. Ама не е должината 121. Плоштината е 121. Ова овдека целото што го обоив јас, сушност е 121. Делчето од просторов на компјутер е 121 cm квадратен. Која е должина? Како ја бележиме должината? Должината да бележуваме Која одсечка е должина? левата и десната страна. Било која е должина овдека, затоа што квадратот има исти страни. Должина е, викаме, оваја и оваја, значи е А, а ширината, всушност, ја викаме овие две А, и кај квадратот должината и ширината, всушност, се исти. Тоа значи, бидејќи плоштината е 121, ти треба да најдиш два броеви, кои кога ќе ги помножиш има 121. Кои се тие два броеви? Што се исти? И учевме ова е полн квадрат. Кој број помножен сам со себе дава 121? Помножен. Ајде правилото. Колку е збирот на двојката? Од кој два броеви е собран? Добиен двојката. Од 1. Од 1 плюс 1, значи А е 11. Затоа што 1 плюс 1 го дава средниот број, значи мора да е А 11. Значи страната на квадратот е 11. Што ми ја најдовме страната? Како ќе го пресметаме периметарот? Периметрот сметаме L на прашалник, Добро, како? L еднаков на? на прашалник, А еднакво на 11 и Б еднакво на прашалник. Ама чекај. Еве, викаш L еднаков на прашалник. А велиш дека е 11. Сега, Еднакво на прашалник и А еднакво на 11. Сега периметрот. колку е периметарот? L еднакво на 4 по А, Добро, L еднакво на 4 по 11, добро. И колку е тоа? 44, L еднакво на 44. Што? Центиметри или центиметри квадратни? Сантиметри квадратни. Сега, ако ти речев и кубни, ќе кажеш и кубни. Центиметри. Значи, внимавајте, периметар ви значи должина на оваа линијава од околу. Вака. А плоштина ви значи колку е просторот, делот од рамнината внатре што е во квадратот. Значи, оваа синава задебелена линија е периметар, тоа е должина плюс должина плюс должина плюс должина. Ама тоа што е внатре се добива кога должината ја помножувате по ширината, им добивате центиметар по центиметар е центиметар квадратен. Ајде сега имаме Матеја. Матеја, наредната задача е 11 за тебе. Е копирам само, види ја задачата и заедно ќе ја решиме.
прочитаја задачата и да видиме што знаеме од текстот на задачата, што треба да најдеме. Ще Матеја Митреска. Матеја Митреска, да, таа беше пријавена. На еден правоаголник е 28 см, а неговата должина е 9 см. Пресметај ја плоштината на правоаголникот. Вака сега, кога ќе ја прочитате задачата, прво определувате за каква фигура се работи. Ти во кој дел од задачата можеш да определиш за каква фигура се работи во задачата? Се работи за правоаголник. Еве го, значи зборот правоаголник го имате два пати во задачата. И имате две работи за него. Даден ви е шо, а шо се бара. Значи нешто е дадено за него, а нешто се бара. Шо е дадено, а шо се бара? Читај задачата. Задачата сето е во него напишано. Во кој ќе ја прочиташ задачата. Вика, периметарот е. Тоа значи колку е периметарот? 28 см. Како ќе го запишеме тоа? Ел. Добро, L е еднаков на 28 центиметри. Вика, неговата должина. Еве, ја ќе пишам букви. А, Б, С, Д. Вика во задачата, неговата должина е 9. Сега значи, треба да знаеш, која од овие 4 страни е негова должина? Која? А, Б. Така, еве ќе пише. А, Б е исто што и ДЦ. Колку е тоа? 9 см. Ајде да го нацртаме на цртежот. Ова е 9 см и ова е горе 9 см. Значи сега знаеме како ја бележевме должината со која буква од малите? А. Така, со А. Е сега, што се бара во задачата? Треба да ја најдеме А, Д. Ама вака, што се бара во задачата? Што треба да најдеш ти? А така, еве го плоштината. Значи и тоа го запишуваме. Треба да најдеме плоштината. Е сега, за да пресметаш плоштина на правоаголник, која формула ќе ја искористиш? А по Б. А по Б. Дали ти ги знаеш и А и Б во задачата? Само А ја знаеме, не го знаеме Б. Така, штом не го знаеме Б, треба да најдеме начин како ќе го најдеме ова Б. Што мислиш? Што ќе искористиме за да го најдеме Б? Периметарот. Добро. Како е периметарот на правоаголник? Л еднакво на 2 по А плюс 2 по Б. 2 по А плюс 2 по Б, или имаш уште една формула во овој случај што е многу полесна. 2 пати по А плюс Б. Видите зошто е многу полесна. Значи, или ајде првата, која сакаш ти, после ќе ти кажем на другиот начин. Ти ја избер првата, еве со твојата ќе одиме, после ја ќе искористам другиот начин. Еве твојата, како ќе го најдеш ти се колку е Б од тук? Л е 28. Добро, значи одавде 28 еднакво на 2 по 9. 2 по 9 плюс 2 по прашалник. Да бе, по прашалникот и не знаеме колку е страната, ја пишам квадратче овде. Од оваа странава Б не знаеме колку е голема. Тато пишуваме квадратче или прашалник. Сега како ќе најдеме? Колку е овој прашалников овде? 28 еднакво на 18. Добро, плюс 2 пати по квадратчето. Сега, 18 плюс колку ќе дојде 28? Делено на 2. Значи вака, слушај, равенки ќе учиме в година. Ама сега, 18 плюс колку ќе дојде 28? 10. 10. Па 2 по колку дава 10?
Значи 2 по колку ќе дај 10? А 5, значи овдека треба да биде 5. Значи ова ќе биде 5, значи ширината ќе е 5. Во тој случај, колку е плоштината? Колку беше А? Ама колку беше А? 9, а Б? 5. Колку е плоштината? 45 Така, што? сантиметри. Какви? Квадрат. Ете така, не ја заборавајте мерката. Ете така. Сега, зошто јас ви реков дека може да искористите и втората формула овдека? За периметарот. Видете, според оваа формула во втората, кој ќе знаете едната страна, многу е полесно затоа што збирот на должината и ширината е половина од периметарот. Значи, бидејќи го знаете вие периметарот дека е 28, половина од овај периметар е 14. И одма знаете дека 9 плюс колку ќе треба да биде 14. Затоа што збирот од должинава и оваа ширина треба да е половина од периметарот. Ама може и на начинот. Дали ви јасно? Маја ја слушнавме. Да. Ајде сега да видиме колку време сме тука и 51, уште една задача мислам дека ќе можеме да решиме. Наставниче, Молам, Душо? мене не ме слушнавте. Те слушнав како не зборуваше преска во првата задача? Еве сега оваа 12 задача, видам некој друг што не е пријавен. Молам? Замолувам, најдете начин било како само Барбара да престане да ми пишува денска стично ми кажуваше ми се смачи. А чекај, Барбара овдека не пишува, не знам дали е пуштена воопшто. Ја не ја гледам. Та можно да пишува. Разговор ми пишува многу гласни говори. Па вака, ајде, добро, ти благодарам. Сега јас ќе ја поменам во приватна порака. Ако уште еднаш ти кажи, јас кажи ми ќе исклучам од ова. Во ред? Да. Ете така. Значи, уште еднаш ако ти пишат, јас не ни ја гледам тука, Барбара, не е приклучена на часот. Значи, ако ти пише уште еднаш, кажи ми слободно, јас ќе исклучам. Значи, еве сега проверувам, никој се нема. Јавено ќе решаваме 12-та задача, уште таа ни остана, а другата за домашно ќе биде. Еве, вака. Дали има некој што овие што не беа, а сака да каже? Пуштете ги раката. Наставниче, може јас. Ама не, беше ти Душеви, Софија сака, ама таа беше. Може јас? Ама беше Душо збор на нешто, некој што го немаме слушнато. Иве и Маја беше. Јас сакам ако не слуша Челебитова таа, ако не ја прашаш никогаш нема ништо да ти каже. Или Ана евентуално. Кој може од двете? Ана Велеска мислам и Ангела Челебитова. И ако не ги прашаш, тие никош нема се јават. Кој може од двете да зборува? Ангела се пушта, ама многу не сме срамежливи што да му правиме. И добро бедички, ништо не тепаме ние, не колиме, не бесиме. Ништо не правиме ние. Ајде, ќе решиме сега задачата. Марко ни е тука, ќе ни ја реши. Ненад дали е тука? Тука го гледам, ама дали може да зборува? Ненад Талески. Можам да се. Добро. Ај прочитај задачата. Аве другите ги страф. Не знам што му е. Ко да ги тепам и колиме. Ајде, прочитај задачата. Площината на еден правоъгълник е 96 см квадратни, неговата ширина е 8 см. Пресметај го периметарот на правоъгълник. Ова е иста задача како преѓеска, само што е обратно дадена. Ајде да видиме вака. За каква фигура треба да цртаме, да зборуваме се во задача? Правоъгълник. Значи, прв чекор во задачата е да го нацрташ правоъгълник. Значи, кој ќе решаваш дома.
Ај вака, нека го ваков правоаголникот. Сега, за овој правоаголник, по условот на задачата, што знаеме? Дека плоштината е 96 см квадратни, а неговата ширина е 8 см. Како ја бележевме ширината? Со која буква? Не. Добро, Б е 8 cm. Ај ќе ги означам буквите. Ова е А, ова е Б, ова е С, ова е Д. Значи, која одсечка ќе биде ширина? А, Д и БЦ. Значи, АД е исто што и БЦ, тоа го бележевме со Б и 8 cm. Значи, еве 8 cm, еве 8 cm. Што се бара? Периметарот на правоаголник. Добро, и сега како ќе правиме? Први не треба да најдеме должината, Како ја бележиме должината? со А. Добро, како ќе ја најдеме таа? П еднакво на А по Б, А по Б, П еднакво Вака се. 96 Така, 96 е еднаков на... еднакво на А по 8 см, Добро. И колку е А од тука? А еднакво на 96 делено на 8. И сега кратиш, ако не ти текнува, не мора да делиш најнаш, преполовувај. 96 наполу, 4 со 8 со 4. Уште еднаш наполу, 24 со 2, уште еднаш наполу, 12. Еве нема потреба да делиш. И сега L еднакво, На како? L еднакво на А по 2 по А плюс 2 по Б. Добро. L еднакво на 2 по 12 плюс 2 по 8. Добро. L еднакво на 2 по 12 еднакво на 24 плюс 2 по 8. 15, 2 по 8 е 16. Колку е периметарот? 30 см. 40 cm. Ете толку е. А видите, ако искористите формулата што ви кажав другата јас. Значи, ако ги соберите должината и со ширината и само ги дуплирате. Значи, тоа е 12 плюс 8 дупло, тоа е 20 дупло или 40. И штом ги знаете должината и ширината, можете како сакате. Дали ви јасно? Еве сега ќе ви ја прикажам задачата што ви е за домашна и денешниот час е завршен. Еве 13-та задача. Има уште две, ама ќе почнеме со наредната. Наредниот час со незе. Еве овдека ја копирам, сега ќе ви ја вратам назад кај денешниот час и ќе направам поголема, за да направите скриншот од незе. Еве вака. Треба да најдете плоштина на овој обоениот дел од правоаголникот и да објасните како се добива. Значи, повели? Мола? Да, ќе ја наместам во денес, ќе ја наместам во домашната. Значи, домашната и денешната ќе ви биде до петок до полноќ, а петочната до понеделник. Значи, ќе бидат направени како квиз сигурно денес. И вчерашната и денешната, да. Ама направете ја како скриншот за да ја имате додека стасам да може да пишувате. До гледање. До гледање, дечки. Се гледаме утре. До гледање. До гледање.